Благодарам, председателе. Почитуван колега, говор како за на партиски собир, но не и за реплика, особено не за реплика на моето кажано. Ова ваша реплика ја почнавте со реченицата помалку да зборуваме, повеќе да работиме. Нашата работа е да зборуваме и ние како опозиција, како што ви кажав и во претходната реплика, од понеделник уште повеќе ќе зборуваме и буквално секој криминал, секоја штета која што се обидувате како владеачко мнозинство да ја направите врз граѓаните на Република Македонија, ќе биде јавно обелоденета и ќе стигне до секој граѓанин на Република Македонија, заради тоа што, повторно ќе кажам, нас овде работата ни е да зборуваме, да ги разговараме аномалиите во предложените законски решенија и нормално да ги подобриме. Многу ви благодарам што во вашата реплика спомнавте локални патишта кои што се обврскани на локалните самоуправи, па сега, еве, пошто сам се навлековте, да ве потсетам дека и овој закон е блокиран од страна на власт, односно од председателот на Собранието Талат Џафери. Исто така, и седницата на која што се наоѓа овој закон е отворена, кога дојдовме на дневен ред до разгледување на точката, зборување и нормално потоа гласање, седницата се прекина и еве до ден денес не е продолжена. Ама, почитувани колеги, власта овдека не размислува дури ни за штетата која што ја прави на државата. Заради тоа што, еве да потсетам, ќе се вратам наназад, Република Македонија со Светска банка склучува договори со кои што се финансираат локални патишта кои што нормално приоритет одредуваат општините, а со тие проекти аплицираат во Министерството за транспорт и врски. Почитуван колега, проектите им се готови, ама нема кај да ги аплицираат и како да ги аплицираат. Зошто? Заради тоа што законот за оваа година не е донесен. При тоа повторно потенцирам, потпишан е договорот со Светска банка и луѓето од Светска банка веќе знаете и вие, сигурно се јавуваат и кај вас, не само кај опозицијата, дури не им стана јасно, сега е притисокот кај вас, меѓутоа вие водите и нает и арогантност покажувате дури и кон партнерите како што е Светска банка и не го ставате на гласање, односно на разгледување на седница овој закон. Зошто? Власта мисли дека прави штета на градоначалниците и локалните власти од ВМРО ДПМН, а всушност власта прави штета на граѓаните на Република Македонија. Често користите еден збор предрасуди, кој што сметам веќе е дегутантен да се споменува, многу често го користите и е секојдневие станат. Почитуван колега, потребна е функционалност со цел излегување во пресрет на граѓаните на Република Македонија и можам да ви кажам дека јас воопшто немам предрасуди и не ги делам луѓето на тоа дали живеат во градска или рурална средина. Нема човек кој што не ја гледа ситуацијата во државата колку е тешка и каква е тешка економската состојба. Буквално мислам дека веќе многу се ретки семејствата кои што не ја чувствуваат ова тешка економска ситуација. Така да без разлика дали граѓаните живеат во рурална или градска средина, животот кој што го живеат е тежок. И повторно гласам, заради тоа што спомнавте, немате намера на никого да го замолите и да ургирате, еве тогаш потенцирам дека лично власта е таа која што ги блокира законите за изградба на локални патишта, зашто имаме договор подпишано со Светска банка, обезбедени се од Светска банка, а исто така и законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Почитувани колеги, вие сте мнозинство, утре викнете седница да го изгласаме. Еве ова кое што ми го дофрлате, јас би сакала да го кажам одговорни, не многу е коректно да го слушнат граѓаните. Замолувам да го кажете дека уште година дена не планирате да викнете седница за изгласу. Па така сега ми рековте. Година дена чекаше, сега ние ќе викнеме. Марија, те молам.
Законот е поминат на комисијска расправа и значи апла е евидентно, а се отвори седницата, да овие закони идиме и се прекинуваат. А бидејќи, еве, споменувате, законите се стигнати одамна, кога се смени, еве, вашето мислење по однос на овие закони? Откако ги изгубивте како изгубивте локалната власт, кај најголем процент од општините? Па сега ќе правите обструкции на општините? Пак ќе речам, не правите обструкции на општините? На граѓаните правите обструкции. И тоа граѓаните го гледаат. А бога ми го гледаат и партнерите со кои што треба да се работи и се чудат. Од 2008 година ваков проблем прв пат се јавува 2022 година да се стопира, односно блокира еден закон, односно едни средства со кои што се овозможува изградба на локални патишта во Република Македонија, каде што сите сме сведоци дека инфраструктурата е далеку од така што секој локален пат е добре дојден, особено имајќи го во предвид фактот и на миграцијата која што ја имаме од село во град и од Република Македонија надвор од државата. Еден од основните услови за задржување на луѓето во местата во кои што живеат е да има добра инфраструктура, односно добри патишта. Ние како можеме да помогнеме како пратеници ако вакви закони кои што се во интерес на граѓаните овозможиме да бидат изгласани и средствата стигнат директно до граѓаните. А повторно ќе кажам, во однос на закони кои се на штета на граѓаните, еве како што овој вчера што стигнаш, сакате да го провнете со европско знаме, закон за работни односи, за да имаат почитувана јавност, почитувани колеги и понатаму целосна контрола над судството и обвинителството, го пуштаат со европско знаме, бога ми, за таквите закони ќе бидеме гласни и ќе правиме се да не го видат светлото на денот. Благодарам. Благодарам, колешке.